Речиси 4000 е бројката на жители од Гостивар кои досега побарале лекарска помош. Состојбата се нормализира, но лекарите предупредуваат, епидемијата не е завршена. УНЕСКО му дава нова шанса на Охрид, 5 години период за целосна имплементација на препораките. Рокас не открива што се разговара за затворени врати, но децидење дека уставни измени мора да има. Со гаранција од над 1 милион евра, поранешниот председател на Фудбалската федерација Муамер Сејдини излегува од притвор, ќе се брани од слобода. САД воведува нови царини за 60 трговски партнери, меѓу нив Европската унија, Кина, Канада, Јапонија и Индија. За анализите и резултатите од водоводниот систем во Гостивар, како е откриено загадувањето на водата, кои се последните бројки за контролите на водоводните системи. По тема на денот, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Речиси 4000 жители на Гостивар досега побарале лекарска помош. Бројките се намалуваат, но тоа не значи дека епидемијата е завршена. Саја Димитровска со најновите детали. За 10 дена 3850 гостиварци побарале лекарска помош поради стомачни тегоби. И покрај трендот на намалување на бројките на прегледи. Се уште има болни кои со диарија и повраќање се обратиле во болницата и во здравствениот дом. Додека надлежните на терен работат и ветуваат што поскоро технички исправна, а потоа и чиста вода што ќе тече од чешмите. Состојбата ја следи Комисијата за заразни болести, која е советодавно тело на Министерот за здравство. Златен стандард по однос на бактериите е копрокултурата. Како што сте известени од министерот, нормално и од другите релевантни институции, вие знаете дека копрокултурите сега за сега кај сите пациенти се негативни. Што значи тоа? Да, имаме присуство и на бактерии, имаме присуство и на вируси, но кој е виновникот? Тоа до сега во светот никој не го кажал при вакви хидрични епидемии. Не очекувајте дека некој ќе го даде тој одговор сега за сега. Доктор Шопова, која е инфектолог, вели дека не смее да има опуштање и кај жителите на Гостивар и кај здравствениот систем. Бидејќи при вакви епидемии може и подоцна да се појават цревни болести, но и други заразни заболувања. Ние како комисија алармиравме на време да не се опушти здравствениот систем, дека можно е покрај овие цревни причинители да имаме појава и на хепатит А, но и на хепатит Е, зашто нормално благовремено е известено Министерството и сите здравствени власти во државата. Како што вчера информираше Министерот за здравство, астровирус и шигела се најчестите вируси и бактерии изолирани кај гостиварци. Но не се идентични кај сите и затоа не може да донесат генерален заклучок. 5-ти ден како е прогласена епидемија во Гостивар и граѓаните додека не добијат официјално известување од надлежните. За никакви потреби не смеа да ја користат водата од чешмите. Сања Димитровска, Сител телевизија. А водата во Валандово е безбедна, денеска е официјална потврда од надлежните здравствени власти. Зоран Ѓорѓиев јавува. Агенцијата за храна и ветеринарство ја укина забраната за користење на водата за пиење во Валандово и населените места Чалакли, Дедели и Раброво. Според последните анализи кои денеска на пресконференција ги објави градоначалникот Ѓоко Камчев, концентрацијата на арсен е во рамки на дозволените граници и нема никаква опасност по здравјето на граѓаните. Камчев презентираше и документи со кои потврди дека во изминатата година целосно биле запазени сите законски процедури и извршени задолжителните 2 широки анализи за присуство на тешки метали. Од промената на власта во ноември месец до сега извршени се редовни периодични анализи, односно познати како широки анализи на водата за пиење, кои што како јавно-комунално предпријатие имат обврска да ги прават 2 пати во годината. За да нема забуна кај јавноста, редовните испитувања и примероци кои што се испитуваат еднаш или 2 пати во неделата во зависност од ситуацијата, немаат врска со овие периодични анализи кои што се задолжителни. За разлика од сега, според Камчев, изминатите 8 години комуналното предпријатие направило само 2 наместо законските 16 широки анализи. Тој побара од СДСМ одговор зошто не се правеле проверките и ги повика институциите целосно да го испитаат случајот. Чекам одговор од СДС антитоксична
да ни дадат одговори на овие прашања, бидејќи за 8 години во кои раководеа со јавното комунално претпријатие од потребните 16 периодични широки анализи на водата имаат направено само 2. Да им одговорат на граѓаните дали во тој период имаат навистина направено анализи и ги немаат заведено во архивата затоа што не им одговарало, или не се извршиле својата должност и направиле злоупотреба на службената должност сите директори кои што во тој период управуваа и раководеа со јавното комунално претпријатие во Валандово. Водата во Валандовскиот водовод беше забранета за пиење откако резултатите од редовните контроли покажаа надминување на дозволените гранични вредности за арсен. Градоначалникот Камчев најави дека во текот на следниот период ќе се прават дополнителни вонредни анализи на водата со цел континуирано да се следи нејзиниот квалитет. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Во продолжение минути за тема на денот, мој вечерашен гостин, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Добро вечер. Добро вечер. Какви се последните бројки од водата во Гостивар? Институтот за јавно здравје 2 пати излезе на терен по насока на обвинителството, заедно со одредени екипи од Агенцијата за храна и ветеринарство. Првиот пат земавме од 4 места кои што ни беа посочени да земеме. Вториот пат, кога излеговме на терен, земавме од 9 места. Тоа претежно се места кои што се од јавни површини практично. Од сите 9 места, од последните 9 места, можеме да кажеме дека резултатите се разнолики за секое место поединечно. Имаме место каде што пред се морам да кажам дека што правевме како испитување, микробиолошки анализи, физичко-хемиски анализи и испитување на резидуален хлор. Резултатите за секое место поединечно се различни. Некаде имаме одстапување од микробиолошките параметри, некаде имаме одстапувања од оние параметри одредени за резидуален хлор, но она што е добро за сите овие анализи е тоа што физичко-хемиската анализа во овие примероци е во моментот исправна. Додека, како што споменав, некаде има одстапувања од микробиолошките параметри одредени, со тоа што има присуство на одредени колиформни бактерии во некои од примероците, некаде се забележуваат и мезофилни аеробни бактерии во примероците, но има и примероци кои што немаат микробиолошка неисправност, но имаат неисправност во однос на резидуалниот хлор. Што значат тие резултати? Овие резултати спрема правилниците по кои што работиме од Агенцијата за храна и ветеринарство значат дека водата во овие места, значи во овие места е неисправна за конзумирање. Зошто потенцирам во овие места? Заради тоа што Институтот за јавно здравје, анализите кои што ги прави, резултатите кои што ги дава се однесуваат, и тоа го пишува во нашите извештаи, дека се однесуваат само за тој примерок во тој временски период кога е земено, и тоа не може да одреди дали целокупната вода е добра или целокупната вода не е добра, тоа го прави Агенцијата за храна и ветеринарство, земајќи целокупната слика. Овие испитувања се во период од кога до кога? Првото, кога, второто? Првото беше минатиот четврток во попладневните часови, веќе го искомунициравме со јавноста во попладневните часови. Наша екипа излезе на терен и резултатите ги донесоа практично во раните утренски часови следниот ден, околу помеѓу 3 и 4 часот после полноќ. Тоа беше првото излегување на терен. Второто излегување на терен беше попладне во понеделникот. Исто така, екипите, бидејќи мораа да посетат 9 локации, подоцна се вратија и од тогаш се овие анализи кои што денеска ги презентираме и кои што се целосно завршени. Кој е задолжен да врши анализи на водата? Анализи на водата, вака сега, прво би разграничила Центри за јавно здравје и Институт за јавно здравје. Многу често не мешаат, иако имаме одредени поврзаности, сепак Центрите за јавно здравје се посебни правни субјекти, си имаат своји надлежности, Институтот за јавно здравје си има своји надлежности. Ако ме прашувате дали како Институт за јавно здравје сме надлежни да правиме контрола, ќе ви кажам веднаш не. Нема правилник, нема закон по кој што ние имаме обврска да вршиме мониторинг на водата, тоа го има друга институција. Што би значило тоа? Тоа би значило дека да, ние имаме лаборатории, современи лаборатории, имаме
простор, опрема и кадар да правиме испитување на вода, на храна, на одредени предмети и слично, но немаме обврска за мониторинг. Како ние можеме да ја испитаме водата, во кои ситуации, или храната да речеме, само кога ќе бидеме повикани од страна на соодветен инспектор тоа да го направиме. Ако денеска мене ми текне, или на било кој предпоставам во институтот, да одиме во неколку градови да земеме мостри примероци од вода или од храна од некое место, ние тоа не можеме да го направиме, заради тоа што луѓето таму ќе навратат, ќе не речат не постои по кој вие закон, по кој правилник доаѓате да не правите мострирање. Значи, самите иницијативно не можеме тоа да го направиме. Можеме да направиме испитувања само доколку, како што споменав, првиот случај да бидеме повикани од страна на инспектор да измострираме на одредени места кои што ќе не бидат посочени, а во вториот случај самото јавно претпријатие да побара од нас дали со барање. Но тоа предпријатија не се задолжени да бараат анализа. Тоа е веќе друга работа. Да, тие се задолжени, тие мора да имаат мониторинг програма. Има правилници каде што тие правилници исто од Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што точно мора да имаат одреден план за мониторинг кој што треба да го почитуваат. Имаат лица во самото комунално предпријатие кој што е задолжено во секоја општина, тој план и мониторинг не е ист. Посебен, за разлика, зависи од бројот на жители. Не ворете, например, те од гости во тоа предпријатие, имало ли обврска да бара од вас, барале ли некојаш воопшто од институтот и претходно да се прават такви анализи? Тие имаат обврска да прават анализи и тоа им е одредено во нивниот мониторинг план, кој што за нас се непознат. Но дали правеле на други места, не знам, можеби правеле, како што споменува и Центарот за јавно здравје, можеби правеле во други акредитирани лаборатории, каде што се на онаа листа на акредитирани приватни лаборатории кои што можат да прават, можеби таму правеле. Во Институтот за јавно здравје многу ретко тоа го правеле. Минатата година, според моите работи кои што ги барав да проверам колку јавните предпријатија самите барале. Значи, тие мора самите да бараат. Не можеме ние да отидеме кај нив кога сакаме. Туку мора да се ги почитуваат тие правилници. Дали ќе отидат во Институтот за јавно здравје, дали ќе отидат во Центарот или ќе отидат во одредена приватна лабораторија која што е акредитирана, тие го одлучуваат пред се тоа. Кај нас во минатата година конкретно Гостивар направил една анализа и оваа година направил една анализа. На едно мерно место. И тоа има разлика. Сите мерни места, како што ви споменав, еве и од последните анализи, се разликуваат. Многу е важно од кое мерно место е земен примерокот и резултатот се однесува само за тоа мерно. Да не им било скапо, се плаќа тоа? Да, секако дека се плаќа нормално, но тие се задолжени да го прават тоа. Добро, во јавност остана една ситуација малку така нејасна. Првите денови се во целата оваа ситуација беше дека на 26 биле ставени пумпите, па имало некоја анализа правена на 12 која покажувала дека е исправна водата. Како е тоа можно? Има ли вистина тоа или? Затоа велам, немаме податоци. Прво, кога ги ставиле помпите, тоа треба да се одговорат надлежните во самата институција за анализите, без разлика каде и да се правени анализите. Исто така многу е важно од кое место е земено. Сето тоа, значи од кое место е земено. Но таа анализа која се спомнува на 12 нема врска со институтот, така не е со вас. Не, на 12 ние немаме анализа направено, но ви кажа во оваа година имаме една анализа, во минатата година имаме исто така една анализа. Не, во минатата година 25-та имале неисправна анализа, таа што ја правеле кај нас во институтот била неисправна анализа. Понатака што те направиле. Имате податоци што содржала водата тогаш или? Да, имаме податоци, во моментов не располагам со тие податоци, но била неисправна во одредени параметри и ние сме ги известиле. Кога ќе добиеме неисправна анализа, должни сме да го известиме самото предпријатие која што е барало анализата, но и да ги известиме и Агенцијата за храна и ветеринарство дека сме нашле една неисправна анализа. Тоа не значи дека ние даваме забрана дека таа вода не е за пиење. Ние велиме во овој примерок што стигнал до нас, водата има нешто, понатака вие проверете си каква е целокупната состојба, дали таа е исправна или неисправна, или може само во овој дел и слично. Добро, овие две анализи што сте ги правили, се претпоставам дека стручните лица во институтот имаат некаква анализа на анализите, претпоставка колку е
тие бактерии, тоа што е пронајдено е резултат на она што се зборува дека можеби од пумпи, дека е резултат на друго. Има ли некаква таква анализа на анализата правена? Дали, видете, овие резултати, да, што може да кажете јавноста која е за обвинителство? Јас не сум ни микробиолог, ни епидемиолог, но мојата позиција е менаџерска и баш од тој аспект јас сум во опозицијата. Да, но јас сум во постојана комуникација, како да кажам, имаме целодневна седница која што трае заедно со епидемиолозите, микробиолозите, специјалистите по хигиена кои што се баш за оваа работа и се интересирам во однос на прашањето кое што ми го поставивте. Тие ми велат дека овие резултати кои што ги добивме како негативни укажуваат на самото тоа дека овие бактерии кои што се најдени, и колиформните, и мезофилните, дека можат да потекнуваат од една ваква ситуација која што некој друг ја создал. Исто така во параметрите кои што значат некаде повисок резидуален хлор, понизок резидуален хлор, нивното објаснување е дека хлорот делува онаму каде што има проблем. Практично и се троши. Ако ставите ви одредена количина на хлор на она место каде што има проблем, тој ќе се потроши, понатака можеби и нема да стигне на другите места каде што тргнал. Значи, овие различни параметри веројатно се резултат на сето тоа. Добро, сега Гостивар ја повлече некако и опозицијата и политичката јавност во серија критики, па сега денови имаме неколку случаи, беше случај Валандова, па Крушево, па денеска ми чинам дека има Пласница и некои други обвинувања за неисправна вода, повик кон вас дека вие не ги контролирате, веќе спомнате дека тоа не ви обврска, но е една можност да направиме пресек и на еден одговор на тоа дали всушност државата треба малце повеќе да се заангажира во поглед на тоа како треба да контролира и во однос на контролата и надлежноста на институтов, веќе кажав дека самите обвинувања се неосновани, мотивот за сето тоа исто така мислам дека знам од каде доаѓа, од причина што оние кои што оставија една распадната држава, еден распаднат систем, институции распаднати, нема пора во општеството која што ја оставија функционална. Еве јас тргнувам од мојата институција, каде што првиот ден кога дојдов, јас дојдов во време не на прогласена епидемија во еден град како сега. Јас дојдов кога беа прогласени епидемии и во Куманово, и во Скопје беше прогласена епидемија пертузис. Еден реагенс немаше, замислете, еден реагенс за да можете да диагностицирате дали некој има пертузис или не, за да му дадете соодветна терапија. Истите тие кои што ги создаваат и креираат проблемите што прават хистерија во моментот оставија во институтот 10 тони хемиски опасен отпад во кругот на клинички центар, непрописно складиран, со паднат покрив, каде што самиот отпад веќе почнал да испарува и веројатно можел да создаде одредени здравствени проблеми, како што кажуваат стручните лица. Значи, можел да настане и хаварија, експлозија од невидени разбери. И сега видите тие истите лица кои што ги креирале проблемите, кои што го распаднале системот, денеска обвинуваат. И тоа обвинуваат за повторно да дефокусираат од вистинските причинители, оние кои што ја создадеа. Низ политичката повеќе ми беше низ ваша стручна и ваш поглед. Очигледно е дека треба нешто да се преземе во поглед на контролата. Секако дека треба да се преземе и во моментот за да немаме вакви ситуации. И во моментот секако дека ни направиле една, побарале две анализи, што е можеби малку да речеме сега, не знам. Не, затоа велам, тие си имаат, тие не требале да побарат една или анализа или две, веројатно во нивниот мониторинг план стојат повеќе анализи. Зошто не ги направиле, треба да се каже предпријатието. Можеби ги направиле, но на некое друго место. Но секако дека треба да се работи повеќе и на оваа тема, да се креира, да се дооформи целиот систем, што е најважно во овој момент е да престанат со хистеријата што ја прават, бидејќи на никого таа хистерија не му помага. Едно решение да дадат, нешто да придонесат. Кој е нивниот придонес, освен креирање на хистеријата во моментот? Додека од друга страна владата ги превзема обврските што треба да ги има општината, формира кризен штаб, се вклучуваат многу институции за да можат, што е најважно, да се стабилизира здравствената состојба и граѓаните да добијат вода за пиење. Јас верувам дека институциите ќе останат фокусирани
нема да бидат дефокусирани од овие неаргументирани напади и ќе стабилизираат состојбата, а во иднина и ќе го стабилизираат и целокупниот систем распаднат кој што ни го За стави. крај, ваша проценка, кога очекуваме стабилизирање на состојбата? По она што ни е кажано од други експертски екипи кои што работат на теренот во оваа област, очекуваме дека кон крајот на неделата ќе можеме да добиеме техничка вода, а кон крајот на следната недела и питка вода за пиење. Благодарам за гостување. Благодарам и на вас. Вардар повеле од пена која се влева преку Лепенец. Инспекциите на град Скопје се на терен, а посторителите се трага и со дрон. Повестите во 21. УНЕСКО му дава уште една шанса на Охрид. Во следните 5 години треба да бидат исполнети сите забелешки. Државата презема одговорност да ги реши проблемите и со дивоградбите и отпадните води и да го зачува Охрид на листата на светско природно богатство. Охрид и Македонија добија нов рок од 5 години да ги спроведат препораките на УНЕСКО за Охридскиот регион да не биде впишан на листата на светско наследство во опасност. По одлуката на комитетот кој заседава во Бусан, Јужна Кореја, до 2031 година, Македонија треба да направи конкретни чекори за да го заштити статусот на светско природно богатство. За владата ова е дипломатска победа на државата. Рамката за тоа што треба да се направи не е јасна, а дел од тие одлуки се комплексни. За дел од прашањата и многу директно разговаравме и со земјите членки кои што се членови на комитетот. И кај нив има разбирање дека статусот на УНЕСКО истовремено не треба да наштети на развојот на Охрид и на Охридскиот регион. И тука зборувавме за прашања поврзани со клучни инфраструктурни проекти. Дел од коридорот 8 поминува во делот од тие райони. Нашата цел како влада е јасна и недвосмислена. Трајно зачување на Охридскиот регион како светско, природно и културно наследство. Дивоградбите и отпадните води се најголемиот проблем и предизвик за Охрид. Муцунски вели дека ставот на владата за дивоградбите е јасен, дека тие мора законски да се отстранат. Од градот пак го чекаат конечниот извештај за да знаат кои би биле првите работи со кои би се зафатиле за решавање. Среда ќе добиеме еден конечен извештај кај што точно по институции ќе има распределба на она што представуваат задолженија за сите вклучени поединечно. Меѓутоа секако дека наша работа како локална самоуправа, како во изминатите 3 години, посебно вложувајќи во инфраструктурата на оние кои што се директни или индиректни загадувачи на езерото, да продолжиме. До сега сме вложили отприлика 3,5 милиони евра и ќе продолжиме по однос на решавање на канализационите прашања на одредени подрачја кои што индиректно го загадуваат Охридското езеро преку други реки кои што се вливаат, се разбира. Опозицијата обвинува дека власта е неспособна да ги исполни забелешките. Според нив и во овој 5-годишен рок нема да се направи ништо. Само уште еден алиби рок за власт што докажано не знае да штити ниту вода за пиење, а камоли светско наследство. Екипата на ВМРО не знае ни билборд да направи, а не да се очува наследство. Знаејќи ги, после 5 години повторно ќе биде виновен некој друг. УНЕСКО бара конкретни мерки за Охрид за зачувување на неговата исклучителна универзална вредност, запирање на неконтролираната урбанизација и нелегалната градба, заштита на природните вредности на Охридското езеро, подобро управување со регионот, заштита на културното наследство, ограничување на притисокот од туризмот и изготвување целосна стратегија за управување со регионот. За прв пат во 1979 година Охридско езеро беше впишано на листата на светско наследство според природните критериуми, поради неговата исклучителна старост, биолошка разновидност и големиот број ендемски видови. А во 1980 година впишувањето беше проширено со културно-историските вредности на Охридскиот регион. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. За парите од вториот столб на фондот за пензиско осигурување, дали ќе има зголемување на старосната граница за пензионирање? Со гаранција од над 1 милион евра, поранешниот претседател на Фудбалската федерација Муамер Сејдини излегува од притвор. Ќе се брани од слобода. Министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски вели дека реформите на пензискиот систем не подразбираат укинување на пензиските столбови, туку обезбедување стабилни пензии. Во гостувањето на Сител во утринската програма зборуваше и за идејата за зголемување на старосната граница за пензионирање.
Заштедените пари во вториот пензиски столб се загарантирани и сите осигуреници ќе ги добијат, дури и доколку државата одлучи да го укине. Министерот за социјална политика Ѓоко Велковски во интервју за утринската на Сител Ја сакам Македонија уверува дека граѓаните не треба да се плашат дека ќе ги загубат заштедените пари. Доколку се спојат вториот и првиот пензиски столб, што со парите дали ќе бидат тие некако наследени, да. Така, го кажав и тоа претходно, че ова се што е штедено, секој од нас што штедел, што се случи во реформата. Тоа е вториот столб. Тоа е вториот столб, парите се негови. Тие се загарантирани и по закон и по устав. Така да тука треба граѓаните да нема дилема дека тие средства се нивни и се заштедени. Така да тоа Народски да кажам, луѓето се плашат министер вака, да не ги земат парите од вториот столб, да ги стават во првиот столб и толку да. Не може се тоа не може да се случи бидејќи тие се нивни заштедени средства. Велковски уверува дека државата во моментот не размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање. Меѓутоа, оние кои се стручни, способни и сакаат да работат и по надминување на границата, тоа можат да го направат. Во овој момент не се размислува и не се прави таква анализа за тоа дали се покажи старосната граница, отколку се од еден аспект така што е многу важен. Денеска во Македонија по повеќе закони, ќе земам закон за здравство, образование, јавно обвинителство, судство, таму има во нивните матични закони, токму на овие професии, веќе е дозволено да може да продолжат да работат токму овие стручни кадри. Ама кој сака? Кој сака, да, кој сака доброволно. Тоа е многу важно. Дебатата за реформата на пензискиот систем се отвори откако премиерот Мицкоски кажа дека вториот пензиски фонд, кој постои точно 20 години, не ги дал потребните резултати и граѓаните ќе бидат изненадени кога тој ќе биде отворен. Даниел Василев, Сител телевизија. Собранието денеска го избра Зулфикер Зејнула за министер за без ресор, како дел од новата коалиција на ВМРО ДПМН со Демократската партија на турците. Мицкоски ги заокружи промените во владиниот тим опфатени со реконструкцијата. Собранието денеска го избра Зулфикер Зејнула за министер без ресор, како дел од новата коалиција на ВМРО ДПМН со Демократската партија на турците и по преминот на пратеникот Бејџан Илјас во владеачкото мнозинство. Верувам дека токму во ова се гледа зрелоста на една влада. Да ги отвори институциите за сите што имаат знаење, капацитет и искрена намера да придонесат. Да не прашува кој од каде доаѓа, туку што знае и што може да направи. Денес повеќе од кога било, ни е потребна политика која што обединува, не политика што создава нови ровови, не политика што ги дели луѓето на наши и ваши, не политика што произведува конфликти поради дневен политички профит. Државата не се гради со поделби, државата се гради со доверба, со работа, со институции што функционираат, со луѓе кои се подготвени да преземат одговорност кога е најтешко. За опозицијата, изборот на Зејнула е политички пазар за добивање пратеници и борба за фотели. Зошто го кажувам слуга на ВМРО? Турската заедница е сериозна националност во оваа земја, која дала голем културен, економски, образовен придонес за оваа земја. Турската заедница е прегазена 2,5 години во оваа држава од ова власт. И денес, во времето кога треба турската заедница да се факторизира, постигнува зема едно министерство без ресурси. При кандидирањето на кандидатот за министер ние не слушнавме, иако е министер без ресор, кои ќе бидат обврските кои што ќе му ги делегира владата, односно премиерот, и со кое портфолио ќе застане како член на владата, тоа треба да биде јасно кај граѓаните. Дали, ако говорам дека не треба да говориме од аспект на тоа дека е турчин, тоа значи дека подеднакво ќе треба да работи, да се бори за секој еден граѓанин во Македонија. За мнозинството, новиот министер е одраз на принципите за правична застапеност на помалите заедници, но и можност за поблиски и подобри односи со Турција. Денешниот избор го поздравувам како позитивен чекор, но истовремено очекувам тој да биде почеток на една поконзистентна политика, на еднакви можности, вистинска инклузивност и суштинско унапредување на правата на турската заедница. Со денешниот избор, верувам дека и така одличните односи на Република Македонија со нашата матична земја, Република Турција,
ќе земе поголем замав и односите ќе се расврстат уште повеќе. Новиот министер без ресор Зејнула е дипломиран економист. Од 21 до 24 година бил заменик директор во дирекцијата за заштита и спасување, а претходно бил и советник во општина Гостивар. Тој е и актуелен председател на ДПТ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Левица пак предлага ново законско решение. Партијата на АПС бара обезбедувањето на стратешките објекти и критичната инфраструктура на од највисоко национално значење да го врши војската. Во време на се поголеми безбедносни ризици, хибридни напади, меѓу другото и климатски промени, но и деградација на условите за живот во Република Македонија, сметаме дека националната безбедност не сме да започне откако ќе се случи катастрофа, туку таа треба да биде највисок приоритет. Затоа ќе предложиме законско решение со кои најважните објекти од критична инфраструктура ќе бидат обезбедувани од армијата во координација со другите надлежни институции како полицијата и собствениците на овие објекти. Со гаранција од над 1 милион евра, поранешниот директор на Фудбалската федерација на Македонија, Муамар Сейдини, излегува од притвор и ќе се брани од слобода. Со гаранција од над 1 милион евра, поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија, Муамар Сейдини, излегува од притвор, за да се брани од слобода додека обвинителството прибира докази за злоупотреба на илјадници евра. Сейдини гарантирал со недвижен имот. Судот го прифатил предлогот и го укинал притворот на екс-председателот на ФФМ, но како мерка на предпазливост дека нема да бега, одземен му е пасошот. Судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд, постапувајќи по предлог на одбраната на осомничениот поранешен председател на Фудбалската федерација на Македонија, донесе решение со кое ја прифати понудената гаранција во износ од над 1 милион и 150 илјади евра, која се состои од заснување хипотека врз недвижен имот и ја укина мерката притвор. Сейдини заврши зад решетки во април годинава поради опасност од бегство и влијание врз сведоци додека трае истрагата. Обвинителството го гони во 2 случаи за проневера и злоупотреба на околу 700.000 евра средства од УЕФА, наменети за изградба на трибина на стадионот Билјанини извори во Охрид и за дополнителни незаконски исплати кон фирми во вредност од речиси 900.000 евра. Обвинителството се сомнева дека средствата биле исплатени спротивно на договорените услови, со што била предизвикана значителна штета. За истиот случај, пред крајот на минатата година, новото раководство на ФФМ му отвори дисциплинска постапка и изрече 2-годишна суспензија за било каква функција во фудбалот. Муамар Сейдини повеќе од 1 деценија беше дел од ФФМ, од кои 6 години на председателското место, пред да си поднесе оставка во 2024. Во меѓувреме истрагата се проширува и кон претходното раководство. Минатиот месец беше уапсен и поранешниот председател на ФФМ Илчо Ѓорѓиевски, кој се сомничи за незаконско присвојување на околу 2 милиони евра. Истрага се води за уште 10 лица. Најголем дел се управители на осомничените фирми преку кои се испумпувале парите. Зоран Јаневски, Сител телевизија.